Добар ден, јас сум Боријан Јовановски. Добар ден и од мене, Ацо Кабранов. Ви од овој момент до 23 часот ќе го гледате отвореното студио на Еден ТВ. А еве што ќе можете да гледате денеска со мене и со Ацо од сега па до вечерва во 22 часот. Еве ги краткиот преглед на содржините. Сега во 14 часот правиме краток преглед на актуелностите на денот и имаме интервју со европратеникот и заменик председател на Европската народна партија Андреј Ковачев, каде што знаете и ќе зборува за конференцијата која Европската народна партија ја организираше во врска со Западен Балкан, а на која присуствува и представници од ВМРО ДПМН. Потоа во 15:25 решивме да одвоиме време за денот на белиот стап и проблемот на слепите лица кои тие се соочуваат во нивното секојдневие. Продолжуваме понатаму во 16:15 до 16:30. Актуелност од светот. Актуелностите од светот се на распоредот. Во 17 од 17 до 17:45 посетуваме внимание на проблемот во регионот на Југоисточна Македонија околу иницијативите за отворање на рудник и спротивставувањето, како што знаете, на невладините организации на оваа иницијатива. Имаме дуел со представник од невладините организации и од фирмата Евромак, која има намера да го отвори рудникот за ископ на злато и бакар во овој дел од Македонија. И во ударниот термин од 21 до 22 наши гости ќе бидат Александар Кржаловски од МЦМС, Пеđa Предраг Предраг Арсовски кој е аналитичар, како Александар Кржаловски од МЦМС, од исто така аналитичар и задолжен за мерење за расположението на јавноста. Разговараме со нив како јавноста реагира на се ова што се случува во парламентот. А сега да одиме со прегледот на денот и актуелностите. Ацо, повели. Боријан, актуелностите на денот, најактуелно и што нормално е во фокусот на јавноста е она што се случува во собранието, односно пленарката за тоа дали да почнат уставните измени за во склад со Преспанскиот договор. На телефонска линија би требало да имаме нашиот собраниски известувач Весна Велкова. Весна, се слушаме? Да, се слушаме. Како е денеска? Почна ли расправата? Што се случува во собрание? Расправата почна точно напладне. Во моментов имаме пауза од 14 до 15 часот, она вообичаена пауза за ручек за народните избраници. Инаку ова е трета ден од собраниската седница за уставните измени. Според информации на Еден ТВ, пратениците на ВМРО ДПМН се откажа од дискусиите за уставните измени. На листата на пријавени стои уште името на пратеничката Нова Исмаиловска Старова, но Исмаиловска Старова воопшто не е на собраниската седница. Одговорно се откажала ниту Воданка Вировиќ од Социјалистичката партија, но и на во пленарната сала, да? Има ли спекулации што значи тоа што се повлекле од дискусии? Тоа значи дека пратениците наводно се откажуваат од своите дискусии затоа што вчера собраничкиот спикер Џафери не му дозволи во знак на револт на никој начин не му дозволи на нивниот лидер Христијан Мицковски да зборува од собраниската говорница. Добро, Веста, кој е вака муабетот во ходниците на собранието по неколкуте барања на пратеници од ВМРО ДПМН, Мицковски и Заев да седнат и да се договорат што понатаму? Има и такви спекулации дека е можна таква опција, дека е можна таква опција, но според она интервју на Христијан Мицковски за Дојче Велен, дека за нив договорот е мртов, неизвестно е дали ќе дојде до ваква средба. Значи, Мицковски понатаму и во денешното интервју за Дојче Веле вели дека Преспанскиот договор е мртов и не се поместува од таа црвена негова линија.
Така, дека во интервјуто покрај другото стои дека Мицковски во јавноста деновиве ќе го соопшти она што сакал да го говори од собраниската седница. Тој напиша, односно одговори за Буштвеле дека да се биде трпелив, бидејќи денес или утре веќе ќе го слушнат забранитиот говор и сите она што сакал да и го соопшти на јавноста како негова порака. Така да останува да го видиме како што зборува Мицковски забранитиот говор. Има ли комуникација на новинарите со пратеници од ВМРО-ДПМН? За сега во разговор со дел од пратениците на ВМРО-ДПМН тие тврдат дека не се откажале од своите говори, но сепак на листата тие се повлечени. Дали ќе се јават во реплика или контра реплика останува во текот на денешниот ден да го видиме. Добро, како ја заклучиме овако, Весна, кој е заклучокот кој може да се извлече од една Јас мислам дека ситуација во собранието? На ВМРО-ДПМН и на лидерот Мицковски му треба интермецо едно мало, после вчерашното писмо од Вес Мичел и она што денеска е нели самитот на нивните сестрински партии на ИПП во Брисел, каде што тој не е повикан, колку што знам да инаку не присуствува, што е чудно бидејќи обично лидер претходник бил секогаш председател на ВМРО-ДПМН бил присутен. Весна, има ли коментари околу писмото на Вес Мичел упатено до ВМРО вчера? Меѓу пратениците воопшто генерално? За сега овде во собранието немаме некоја поголема комуникација со пратениците од ВМРО-ДПМН, но најверојатно има некаков знак на узбуна во ВМРО-ДПМН со оглед на содржината на писмото. А дали станува збор за односите на ВМРО-ДПМН со сестринската, односно и Европската народна партија која денеска одржува самит во Брисел? Боријан, сепак за тоа да оставиме по тој состанок да видиме што ќе се случува. Добро, Весна. Инаку денеска во текот на собраниската седница имаше интересни говори. Например, во името на коалицијата за подобра Македонија зборуваше Панчо Минов. Потоа Бранко Маноловски од ДУИ рече дека власта на ВМРО-ДПМН треба да му понуди амнестија, бидејќи е поевтино, ќе се деблокираат евроинтегративните процеси. Неговиот сопартиец Цартан Груби се огради од ставот на Маноловски. Потоа одговорницата се јави и министерот за надворешни работи Димитров, кој рече дека договорот му дава апсолутно право на самоидентификација, така да идентитетот не е доведен во прашање и дека од режија, дали имаме изјави од, дали може да погледнеме изјавите кои од собраниската го даде? Да, Весна, благодариме. ВМРО-овците, прекрасни луѓе, зависат од партијата. Ја би сакал да предложам нешто практично. На секој еден ВМРО-овец кој ќе гласат за овој предлог, државата да стои позади него, да гарантират за неговата иднина. Али прво треба да гласа. И ќе се знае кој гласа. И уште еден предлог. Да се амнестираат сите грешници што и велиме мене до сега. Амнестија на сите. Поевтино е. Све другото е скап. Лично сметам дека треба да пристапиме кон изнаоѓање на такво решение кое што ќе значи оваа условеност наметната од грчката страна да се задоволи, а во исто време сообразно да се однесуваме во нашето одлучување како пратеници во парламентот согласно изразената волја на граѓаните на референдумот. Тоа претпоставува да ако е условено нашето евроатлантско интегрирање во ЕУ и НАТО со промена на уставното име од грчка страна, ние да условиме прифаќање на промена на
уставното име во Република Северна Македонија да се применува по нашето зачленување во НАТО и Европска Унија. Сакам да укажам дека во процесот на разговори во сите овие изминати години, особено последнава година, што доведе конечно после 27 години до излез од ќорсокакот и резултат, одвај ги врзавме двата краја. И мислам дека ако отвориме нов процес на преговори, ризикот да испуштиме оваа шанса и ние, а и нашите соседи во Грција ќе биде огромен. Добро, Весна, ја имаме уште на линија, Весна? Весна, ја имаме ли на линија? Мислам дека Весна повеќе нема. Се исклучила Весна. Но значи во моментов е пауза, како што реков, но интересен беше говорот на Димитров кој кажа дека може да поминат децении додека повторно добиеме ваква шанса и рече дека ниту лидери, ниту свети лидери не му требаат за да застанат за интересите на неговата држава. Ова го рече Димитров во едно од своите реплики, обраќајќи му се на минута. И да се вратиме само подсетување за јавноста. Зошто Мицковски не беше во можност да се обрати од говорницата? Тоа вчера собраничкиот спикер Тала Џафери го објасни од своето место нели во собранието. Рече дека тоа не му го дозволува деловникот, бидејќи Мицковски не е пратеник. Добро. Бидејќи имаше коментар Мицковски во врска со тоа како Столтенберг можел да се обраќа, а тој не можел да се обраќа, што направи мала... Еве, он сега веќе го нарекол забранетиот говор, добро ќе сега да одиме, предлагам да одиме, пред малку разговарав со европратеникот Андреј Ковачев, кој е инаку заменик претседател на Европската народна партија. Знаете, вчера во Брисел, во Европскиот парламент се одржа конференција организирана од Европската народна партија, а посветена на Западниот Балкан и состојбата на Западниот Балкан, бидејќи Европската народна партија очигледно има проблеми со сестринските партии на Балканот, кои се повеќе отстапуваат од некои европски начела и принципи, а денеска се одржува во самитот, кој е редовен самит, каде што се собираат сите европски десничарски партии, демохристијански партии, обединети во таа Европска народна партија, која е, да подсетам, најголемата партија, најголемата политичка групација во Европскиот парламент. Па за тоа што се зборувало на вчерашната конференција, која инаку се одржуваше за затворени врати, и што е разговарано со представникот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, еве го да слушате од мојот телефонски разговор кој пред малку го имав со европратеникот Андреј Ковачев. Да го погледнеме разговорот. Господине Ковачев, вчера беше одржана во рамките на вашата партија, Европската народна партија, една конференција која беше посветена на Западниот Балкан. Кои беа пораките и која беше целта на оваа конференција која се одржа вчера во Брисел? Целта на тази конференция, която аз организирах като заместник-председател на Европейската народна партия в Европейския парламент, е да подкрепиме нашите партньори в Западните Балкани за тяхната европейска интеграция, да дадем сигнал, че те имат нашата поддръжка, но също така и да им кажем нашето мнение, що се отнася до конкретните държави в Македония, в Босна, в Албания, Босна и Херцеговина, Албания, Сърбия, Косово. Дали во вашата партија, во пратеничката група на Европската народна партија, дали го делите впечатокот дека голем дел од партиите на Западниот Балкан кои се членови на Европската народна партија, како да отстапуваат од некои
основни, базични вредности на европски вредности на кои се темели идеологијата на Европската народна партија? Вижте, по отношение на Македония, ние ясно заявихме, че не разбираме и не подкрепяме това, което ВМРО ДПМН прави в Македония и по този начин блокира бъдещето на гражданите на Република Македония към интеграцията към Европейския съюз. И не може да разбереме този план Б или алтернативата, която те казват, че могат да направят с Гърция друг договор. Ние и мнозинството в Европейската народна партия смятаме, че това е нереалистично и не може да доведе до нищо добро за бъдещето на Република Македония. Ние сме разочаровани от това поведение на опозиционната партия. Това го каза нашият председател господин Жозеф Дол в негово изявление още преди няколко дни. И това беше потвърдено на срещата в Европейския парламент, както в изказванията на Алойс Петърле, на Едуард Кукън, моето изказване и на много други колеги. Парадоксалното е, че имаше представители на нашата друга сестринска партия Нея Демократия в Гърция, които пък от своя страна смятат, че Ципрас е дал всичко на Заев, а пък нашата друга сестринска партия ВМРО ДПМН в Македония смята, че Заев е дал всичко на Ципрас. Това е наистина парадоксална ситуация и показва, че компромисът, който е постигнат за момента, е най-доброто, което може да се постигне. Каква беше реакцијата од страна на представникот на ВМРО ДПМН кој учествуваше на оваа конференција? Дали се разбирате? Дали ги разбираат вашите пораки? Со оглед на тоа дека се работи за едно семејство. Той смята, че не е добър договор постигнат с Гърция и това, разбира се, е тяхно право да го казват, но отговорният политик винаги казва какво е алтернативата. Тук ние не сме съгласни, не можем да разбереме това, когато те казват, че могат да постигнат по-добър договор с Гърция, в който да няма ерга омнес условието. Явно е, че последните 30 години показаха, че това не е възможно. Ако ще се прави този опит, това е за сметка на няколко поколения и на следващите 20-30 години в обозримо бъдеще никой при нас не смята, че е възможно да има друго решение, което пък от друга страна ще блокира Македония и за това ще се носи съответната политическа отговорност. Тук, разбира се, представителят на ВМРО ДПМН каза, че това е мнението на мнозинството от гражданите на Република Македония срещу договора. Но такова мнение е било мотивирано, е било как да кажем, провокирано от много години на насаждане на една интерпретация на историята, която просто не отговаря на истината. Между другото, същият проблем, ако не и още по-сериозен, има и с интерпретацията на историята по отношение на средновековието и 19 и 20 век, свързано с България. Тук имаме наистина основополагащи проблеми с тази интерпретация, която е била налагана и която дълбоко вярват много хора в нея в Република Македония. Смелостта на Ципрас и на Заев да направят тази стъпка е нещо, което трябва да бъде, според мен, подкрепено, защото е в името на бъдещето на
гражданите на Република Македония към пълноправно членство в Европейския съюз, в НАТО, стабилност на региона и добри взаимоотношения с своите съседи. Господин Ковачев, договора с България. Господин Ковачев, с оглед на тоа дека очигледно постои голем јас меѓу ставот на Европската народна партија и една ваша членка, сестринска партија каква што е ВМРО ДПМН, какви се перспективите на односите на Европската народна партија со ВМРО ДПМН во вакви констелации? Ние ясно заявихме на всички нива нашето отношение и смятаме, че когато заявяваш една политика, трябва да дадеш не само негативното, какво не харесваш и срещу какво си, а за какво си, ама конкретно, не с общи приказки. Ние не можем да разберем, и господин Жозеф Дол точно това каза. Аз не разбирам дали има план Б, дали има някаква алтернатива, която е някаква секретна алтернатива на ВМРО ДПМН, които никой не е чувал и тя ще изведе на спасителен бряг Македония от ситуацията, в която ще бъде поставена. Затова и това е на ЕНП, на Европейска народна партия, мнението, разочарование от нашата сестринска партия, от нейното поведение и желание за конструктивна работа за бъдещето на Република Македония и на целия регион. Господин Ковачев, денеска се одржува редовниот самит на Европската народна партија во Брисел. Председателот на ВМРО ДПМН нема да биде присутен на тој самит. Вообичаено беше да председателот на ВМРО ДПМН присуствува на самитот на Европската народна партија. Дали е овој зошто господинот Мицковски не е денеска таму? Това не бих искал да коментирам, защото не знам, нямам информация защо не е там. Може би трябва лично него да го попитате, но няма как да коментирам това нещо. Ние обаче, пак ще повторя, сме заявили на всички нива, и комисаря Хан, и председателя на партията Жозеф Дол, и председателя на групата Манфред Вебер, и аз като заместник-председател за отношенията с Западните Балкани и Средиземноморието, нашето разочарование от ситуацията, в която се поставя Македония, и от опасностите, които могат да произлезнат от една дестабилизация на региона. Последно прашање. Дали со оглед на ова што го велите, членството на ВМРО ДПМН во Европската народна партија е во ризик? За сега не е поставен такъв въпрос, но всичко е възможно. Зависи от ситуацията, в която ще се постави Македония в следващите седмици и месеци. Ние искаме да има европейско бъдеще за гражданите на Република Македония и искаме да помагаме в тази посока. Не смятаме, че продължаването на политики, които са довели до конфронтация с България и с Гърция, е нещо, което е добро. Ви благодарим, господин Ковачев. Да, тоа е интервјуто што пред малку Боријан го направи со европратеникот Андреј Ковачев, кој е во Брисел. Инаку на вчерашната конференција за Балканот на Европската народна партија била искажена загриженост од руското замешателство и присуство во регионот и пред се во Македонија пред ова можното зачленување на Македонија, поканување да стане полноправна членка на НАТО алијансата. Вчера и колегата Александар Чомовски во разговорот со државниот секретар
на Македонското Министерство за надворешни работи Виктор Димовски. Во тој разговор и Димовски кажа дека е зголемено присуството на руси граѓани од Русија, да. Граѓани од Русија во Македонија. Ајде да го погледнеме кратко тоа. Дали очекувате, да бидам директен, руско вето, доколку ова меѓународна спогодба, односно спогодбата Ципрас-Заев помине така како што помине, треба да биде соопштена на Обединетите нации и дали при тоа ни престои соочување во Советот за безбедност, каде што русите имаат очигледно право дури и на вето? Добро, и до мене допреа дел и информации за евентуални вакви можности. Меѓутоа, јас мислам кога се работи за одлуки на суверени земји, членки на Организацијата на Обединетите нации, кои се однесуваат непосредно на односите и соработката меѓу тие земји. Доколку таквите одлуки се потврдени од, кај нас беше направен обид да истата биде потврдена на референдум, доколку истите одлуки бидат потврдени од најлегитимните институции во двете земји, а тоа се парламентите на двете земји, јас не би сакал да верувам дека постојат такви можности. Впрочем, за нас е важно да ја отстраниме и таа последна пречка на нашиот пат кон Брисел. После тоа секако дека ќе има одреден период на останати проверки за тоа до каде сме спремни да станеме дел од тие интеграции, а се надевам дека со позитивна волја, со овие позитивни пораки кои се обидуваме да ги испратиме, со комуникацијата која што полека ја обновуваме и се обидуваме да ја градиме, дека ќе биде разбрано дека сето она што Република Македонија го прави и ова влада го прави е еден обид да подлечеме црта за подминатото и да ги свртиме нашите погледи кон иднината. Нашата иднина е поврзана со Европската унија и со НАТО. А со пред крај сме на овој блок уште да видиме што се случува во судот. Рапорт од нашиот судски известувач Игор Стефановски. Игор? Така, во кривичниот суд тече распитот на заштитниот загрозениот сведок во постапката 27 април, конкретно за собраниските инциденти. Во овие моменти, како што имам неофицијални информации, во судот се испрашува загрозениот сведок од 5 теми на пријавени адвокати по вкрстените прашања. Претходно имаше 1 час пауза, а пред тоа беше испрашан загрозениот сведок од страна на обвинителката Вилма Рустоцка. Јавноста нема да знае што кажува загрозениот сведок внатре во кривичниот суд, бидејќи новинарите не се присутни, а од наблюдувачите имат само присуство по еден представник од ОПСЕ и од американската Игор, кратко, Игор, ќе го кратко, дали во атмосферата во судницата има реакции, рефлексии од сите расправи кои се водат во собранието на тема амнестија, неамнестија, помирување и така натаму? Дали има таа влијание некое, некаква рефлексија или во судницата? Или си тече процесот? Бидејќи на известен начин се однесува и на овој предмет. И од вчерашните изјави на пратениците Сашо Василевски и Љубен Арнаудов, кои не сакаат всушност ништо да кажат, може да се заклучи дека некакви реакции во судот има, меѓутоа не би можел да потврдам со сигурност, бидејќи новинарите не се внатре. Адвокатите, комуницирате со нив? Имаме нормална комуникација со адвокатите за време на паузата, меѓутоа нема ништо детално во однос на распитот на загрозениот сведок. Се однесува на вчерашната одлука на судот да не присуствуваат бранителите на судењето, меѓутоа денеска не се знае каква ќе биде нивната постапка. Беа прочитани на почетокот од расправата дека се бранители на обвинетите, меѓутоа беа назначени и дополнителни 8 адвокати по службена должност. Се тоа ќе го обработиме, како и реакцијата на
како и реакцијата на адвокатската комора за судот да им дозволува на адвокатите непопречено да се вршат работата, се тоа ќе го фатиме и во сите наредни информативни издания на ДНТВ. Само на крај да те прашам. Што значи тоа, дека сега вонатре заштитениот сведок го испитуваат адвокатите по службена должност или адвокатите на обвинетите? Во овие моменти не можам да кажам кои адвокати го испрашуваат за вгрозениот сведок, бидејќи нели не сме внатре, оно како што добив јас како неофицијална информација е дека 5 бранители се пријавиле за испрашување на загрозениот сведок. 5 од нивните или и тоа не го знаеш? 5 од адвокати, меѓутоа не знаеме на кој обвинет. Благодарам, Игор. Ацо, време за вести? Да, време е за вести. Еве Александар веќе е на пултот. Александар, повели. Токму така, колеги, време е да ги проследиме најновите информации од земјата и светот. Пред да почнеме со вестите, да ја проследиме и кратката најавна шпица.